Иако двете бомби фрлени врз Јапонија означиле драматичен крај на војната, тие исто така означиле почеток на поголема врста на страф. Страф од целосно уништување по грешка. Луѓето не се без мани, намерно или ненамерно ние правиме грешки. А знаејќи го ова, заедно со фактот дека една голема грешка може да го збрише целото човештво, грешка која досега била неискористена од природата, овој нов тип на страф е целосно оправдан. Во почетокот на октомври 1960 година нов предупредувачки систем бил инсталиран на Гренланд. Во случај на напад од страна на Советски сојуз кон САД, предупредување од 5 степен ќе се пратело до Центарот за команди во Колорадо. На 5 октомври бројот на дисплејот најнаш се сменил од 0 на 1. Посочувајќи дека непознат објект со мала закана бил детектиран од страна на системот. Тоа било малку чудно, но се уште не било причина за паника. Но за кратко време бројот продолжил да расте и се искачил до 5, што значило дека проектил со долг дострел ќе ја погодил Америка за помалку од 20 минути. Заканата за брзо време стигнала до најважните луѓе и се појавила мала паника. Но таа паника била брзо намалена кога луѓето сфатиле дека Никита Хрушчев, лидерот на Советскиот сојуз, за тоа време бил во посета на САД во Вашингтон. Што не би било најидеално место за престојување ако сте решили да ја нападнете земјата со нуклеарно оружје. 20 минути поминале, но ништо сериозно не се случило. Подоцнежна истрага открила дека базата на Гренланд погрешно ја идентификувала полната месечина како знак за напад од советите, што е навистина смешно и безопасно. Но тоа никако не може да се каже за следните случаи. Во раните утрински часови на 24 јануари 1961 година, американски Б-52 бомбаш кој носел 2 водородни бомби се урна во празно поле некаде во Северна Каролина. Надлежните соопштиле дека немало причина за страф, бидејќи не постоела закана за нуклеарна експлозија или радиација. Сепак, декласифицирани документи објавени во 2013 година откриле дека едната бомба била екстремно близко до детонација. 3 од 4 безбедносни комчиња биле активирани при падот, што значило дека минималната далеченост на жичките во чофрното копче било единственото нешто кое стоело на патот на нуклеарна експлозија. Географскиот опсег бил преголем. Ако оваа огромна бомба експлодирала и ако временските услови биле перфектни, радиоактивниот материјал можел да стигне се до Вашингтон, Филаделфија, па дури и Њујорк. Во 80-тите години на минатиот век, неколку американски борбени авиони знаеле често да летаат кон советскиот воздушен простор и на брзина да се враќаат назад. Со овој потек тие го активирале безбедносниот систем на советите и ги држале наготов за потенцијален напад во секој момент. Во раните часови на 26 септември 1983 година, Центарот за команди лоциран на излезот од Москва бил разбуден од звукот на сирена. Интерконтинентална балистичка ракета била упатена кон Советскиот сојуз. Во случај на нуклеарен напад од страна на САД, стандардната процедура наложувала да се возврати ударот. Во тој момент одлуката била во рацете на генерал Станислав Петров да ги извести главните и да ги информира дека нуклеарен напад бил неизбежен. Неколку минути поминале и 4 дополнителни проектили биле детектирани. Тогаш Петров одлучил да постапи надвор од тактичката процедура и не направил буквално ништо. Предпоставил дека ако САД сака да нападне, тие веројатно би пуштиле стотици ракети, а не само неколку. Со други зборови, Петров се сомнува дека ова е само лажна тревога, но бидејќи немал начин да ги потврди претпоставките, Петров можел само да чека и да се надева на најдоброто. За среќа Петров бил во право, докажано фактот дека ние сме сега живи и го гледаме видеово. Последователна истрага открила дека сончева светлина рефлектирана од високи облаци била причината за аномалијата на системот. На 31 март 1989 година, двајца американски астрономи откриле дека 7 дена претходно на 22 март астероид со ширина од 3000 метри дошол мощно близу до планетата Земја. Не бил толку многу близу за да представува закана во смислен удар, па дури бил подалеку месечината, но сепак вреди да се напомене дека како поминал низ целосно истата позиција на која била Земјата само 6 часа пред тоа, која само по себе е неверојатно близко на космичката скала. Ударот астероид со таа големина би уништил буквално се пред себе што се наоѓа на радиус од 60 до 75 километри. Во географски размери тоа би изгледало вака. Да го земеме за пример Токио, еден од најголемите градови на светот, овој астероид буквално би го уништил цел град, па дури и околните региони.
Утрото на 12 август 1883 година мексиканскиот астроном Хозе Бониља го обсервирал сонцето кога здогледал неколку непознати објекти кои се движеле околу сонцето. Објектите биле обкружени со бела магла, а иззад нив оставале слична трага. Феноменот продолжи да се случува во следните 3 дена, а Бониља успеал да изброи 447 вакви објекти. Бидејќи овој настан не може да се објасни, непознатите објекти настанно биле отфрлени и се претпоставило дека тоа биле птици, инсекти или прашина која летала околу телескопот на Бониља. Но, базирано на неговиот опис на објектот, заедно со подобреното познавање на различни астрономски појави, артикол објавен во познат весник во 2011 година сугерира дека непознатите објекти биле фрагменти од комета, која за малку ќе се судрила со Земјата. Единствените небески тела во сончевиот систем кои оставаат трага и се окружени со светла магла се кометите. Се проценува дека кометата се распрснала на повеќе од 3200 фрагменти кои во големина биле помеѓу 15 и 1000 метри во диаметар. Фрагментите летале околу Земјата со брзина од неколку илјади километри. Ако само еден од овие фрагменти ја погодил планетата Земја, тоа ќе резултирало во милионски загуби на луѓе. Но ако сите или барем поголемиот дел од фрагментите ја погодиле Земјата, тоа би било апокалиптично ниво на масовно истребување.